Во пресрет на локалните избори во октомври се поинтензивно се шпекулира за имиња кои ќе се борат за градоначалничките фотели во повеќе градови во Македонија. За град Скопје ВМРО ДПМНЕ најверојатно повторно ќе го кандидира актуелниот градоначалник Коце Трајановски. СДСМ уште не соопштуваат конкретни кандидати, иако во јавноста се споменуваат имињата на Петре Шилегов и Дамјан Манчевски, но и на Стево Пендаровски. На нешто повеќе од 50 дена пред одржување на локалните избори, се уште ниту една партија не излезе со официјален предлог кандидат за некој од битолските општини или пак со човек кој што ќе треба да седне на градочалничкото место во Битола. Од редовите на СДСМ уште во февруари беа испратени кандидатурите на 12 лица како предлози за иден прв човек на Битола, а меѓу нив се најдоа актуелни советници, бизнисмени, лекари и новинари. На списокот се општинските советници Зоран Стојчевски, Златко Ќурчиевски, Наташа Петровска, Горан Козаров и Методија Илиевски. Потоа поранешниот пратеник Борче Петковски, поранешниот председател на Советот на општина Битола, новинарот Маријан Танушевски, лекарите Дијана Георгиевска, Зоран Лазаров, како и председателот на Комисијата за здравство на СДСМ Гоце Чакаревски. На списокот се и бизнисмените Раде Христовски и Сребре Нечовски. До сега најмногу се спомнуваше името на председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски, како дел од коалицијата предводена од СДСМ, но се уште официјално нема потврда за ниеден кандидат. Во партиските кругови на ВМРО ДПМНЕ се зборува дека најсериозни кандидати од редовите на оваа партија се актуелниот пратеник во собранието Зоран Илиовски и актуелниот координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Битола, доскорешниот директор на Центарот за култура Борче Димитровски. Дали еден од нив ќе се бори за местото прв човек на Битола или друг ќе биде предложен како кандидат за градоначалник се уште не се знае. Се погласни се шпекулациите и дека сегашните градоначалници на општините Новаци, Демир Кисар и Ресен повторно ќе се најдат во градоначалничката трка, но официјално се уште нема потврда дека Лазар Котевски, Љупчо Блажевски и Ѓоко Стрезовски ќе бидат кандидатите на ВМРО ДПМНЕ. Многу веројатно е дека за градоначалничката фотелја повторно ќе се бори и градоначалникот на општина Могила Стево Пивковски. Дали овој пат тоа ќе го направи како независен кандидат или ќе има поддршка од некоја од партиите, ќе дознаеме за кратко. Сигурно е дека повторно ќе се кандидира досегашниот градоначалник на Кичево Фатмир Дехари, кој вчера на состанокот на Кичевскиот огранок на Демократската унија за интеграција, со поддршка на сите 35 локални совети и други локални партиски форуми, ја доби поддршката како кандидат за градоначалничката функција. СДСМ го објави името на Томче Христовски како кандидат за градоначалник во Крушево, а кој ќе биде негов противник се уште не се знае. Останува да се почекаат официјалните листи со потенцијални градоначалници и нивните општински совети, за да се знае кои имиња ќе се тркаат за градоначалничките фотели во општините во Македонија. За кандидатите за советници, политичките партии, листите на кандидатите треба да ги поднесат најдоцна до 14 септември.